Добро вечер, се вклучувам повторно и зборувам за една тема поврзана со денешниот датум 24 мај, тој е ден на словенските просветители, или празник, да го честитаме, еден од најважните празници за нас. Станува збор за духовноста, писменоста, цивилизацијата. Денес Улким, Маја Санду, Штефан Филе и останатите слават роден ден и националниот празник на Еритреја, Бермуда ден во Бермуда и слично. Или секој држава си има одредени празници, датуми да ги кажеме. Главните се тие, но најглавните како например национален празник некоја држава, односно има држави кои слават во 2, 3 или повеќе датуми во годината поради одредени причини низ историјата наназад. Потоа ден на устав, ден на химна, ден на грб и различни останати причини. Понатаму спортот го следиме понатаму. Полека на сигурност завршуваат сезоните, посебно во фудбал, но и во останатите тимски летни спортови. Во политиката се случува тоа, кој се случува времето е такво, никако да се стопли. Еве крај на мај, наместо за помалку од месец дена следува лето, наместо да имаме летни, ние повеќе имаме зимни температури. Кога сме кај политичките случувања, или најглавни се војната во Украина, ситуацијата во Косово, војната во Израел, ситуацијата во Тајван и слично. Западот треба да води крајно прозападна, процврста и потврда политика со цел да не дозволи да се дојде до непосекувани последици. Западот, ние сме тие нели глобалистите кои ги диктираат условите, тие кои поаѓаат од теоријата цел свет во НАТО, цела Европа во ЕУ. Јас и порано кажав и сега повторно, уидина ќе кажувам, Украина треба да остане цела, да влезе во НАТО, да влезе во ЕУ итн. Понатаму слична е ситуацијата и во Молдавија и Грузија. Со право ЕУ ги санкционира властите во Унгарија и Словачка за геноцидните, веќе да не правиме муабет. Босна и Херцеговина и Црна Гора треба да се ослободат од нив еднаш секојаш па и ние. Државите партнери на НАТО треба да побараат членство во НАТО. Израел е во право и Тајван. Демократијата и капитализмот треба да надвладеат. Да видиме во секој аспект на кој начин ќе се одвива ова, а до тогаш поздрав!